Искуство со Нано-Ниче методот. Драг господине Ниче, ви пишувам од еден прекрасен остров на Малдиви. Како стигнав овде? Благодарение на Нано-Ниче методот. Не сакам да раскажувам колку ми било тешко во животот, затоа што самото тоа привлекува негативни мисли и негативни случки кои не ми се потребни. Можам само да напоменам дека откако завршив медицински факултет, 3 години работев на различни места. Се стекнав со различни искуства, работев во највисоки институции и во најбедни села. Но се што доживував, знаев дека еден ден ќе ми биде од корист и дека секој миг е искуство во животот и лекција, нешто што треба да го научам за да можам да одам напред и за да му отворам врата на новиот предизвик кој ќе ме однесе до мојата цел. Од секогаш сакав да живеам на некој луксузен остров, за каде луѓето сонуваат да одат, да бидам на прекрасни бели песочни плажи, а сепак да ја работам работата која ја сакам. Да бидам ценет доктор, добро платен, луѓето да ми веруваат, да ме почитуваат, да бидат задоволни од мене како личност и како експерт. Но истовремено на тоа место да го најдам човекот со кој ќе го споделам животот. Не знаев ниту како, ниту каде. Немав никаква идеја и план. Едноставно верував и знаев дека многу наскоро ќе заминам од Македонија. Работата која ја работев беше како медицински представник во фармацевтска фирма и цело време додека работев чекав нешто. Ако ме прашавте тогаш што, немаше да знам да одговорам, но знаев дека нешто големо ќе ми се случи. Во меѓувреме излегоа конкурсите за специализација. Конкурирав, иако знаев дека нема да одам, затоа што немав пари да ја платам, а и знаев дека наскоро ќе заминам. Беше недела вечер, околу полноќ. Една поранешна колешка, која со години не ми имаше пишано, ми прати имейл адреса од една фирма која бара доктори за работа на Малдиви. Го испратив моето CV, но не очекував ништо. Само го испратив и си легнав. Утредента, рано утрото, добив повик од директорот на фирмата кој беше заинтересиран за мене. Ме праша кога во најбрзо време можам да дојдам на Малдиви. Беше некаде втората половина на мај 2013 година. Тој ми рече дека му треба доктор што е можда побрзо, најбрзо до првата недела од јуни. Се согласив. За 2 недели спремив документи, дадов отказ од работа, оставив се. Специализација, пријатели, се и на 2 јули 2013 бев во авион и летав за Малдиви. И еве сега работам во луксузен ресторант како доктор и го водам здравствениот сектор на ресортот. Тука го најдов човекот во кој се заљубив и планираме наскоро да се земеме и да се преселиме и да живееме на Маурициус, остров во Индискиот океан во близина на Мадагаскар и Јужна Африка. Накратко, тоа е моето животно искуство со Нано-Ниче методот. Силно верувај во тоа што го сакаш. Верувај дека веќе го имаш. Представи си слика, визуализирај го како изгледа, почувствувај го тоа што го сакаш како да е веќе твое. Планирај што би правел со нештото, како би живеел, како би се чувствувал кога го имаш. Сакал или не, ако така постапиш, тоа што го сакаш ќе дојде. Било да е добро или лошо. Законот на привлечноста на вистина делува. На вистина делува. Топли поздрави од доктор Александра Маджаровска, 23 август 2013.
Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, на мозаичната програма Радио Спектарот, со уметничката интерпретација на колешката Анета Трпевска на едно вистинито документарно писмо благодарност до нашиот гостин господин Ниче Димовски Македон, го отвораме блокот за најголемиот проект кој досега како новинар со над 3-децениско професионално искуство и на новинар и на уредник во Македонското радио, во Македонската радио телевизија поточно го имам направено досега. Никогаш досега ниту една личност не ме инспирирала толку, што не значи дека од проектот ќе отсуствуваат и одредени критички забелешки според наше професионално и етичко видување. Проектот Бог ја благословува Македонија ќе биде емитуван 7 наредни среди и во рамките на програмата Слушајте радио по 17 часот. Во проектот, меѓу другото, како што веќе најавме на почетокот, ќе зборуваме, ќе говориме за реткото посведочено и литературизирано искуство од клиничката смрт која ја надживеал авторот, за блиските негови средби со Бога. Ќе имаме разговори за верата, за агностиката, онтологијата, за техниката за надминување на сите здравствени и на животни проблеми со Нано-Ниче методот, за непознати делови од македонската историја, за аманетот на Господ Бог, за еднината на Македонија, за најновите научни достигнувања во светот на езотеријата особено и за уште многу други теми. Ке споменеме само дека како конкретен повод за овој проект ни послужи најновата книга од нашиот гостин од Македон, книгата Бог е жив, која инаку е напишана во стилот на претходните две и заедно чинат една трилогија. Значи, севкупно отворештво на нашиот гостин е над 1000 страници. Обидувајќи се да го лоцираме според жанрот неговото творештво, главно тука се и нашите забелешки на планот на техничките пропусти, кои повеќе ги има, што е и природно и разбирливо во првата книга, а се помалку се сретнуваат во последната книга. Инаку, овој вид на творештво во македонската продукција би го сместиле меѓу досега најдобрите хрестоматии, какви што беа секако најдобрата, објавена и напишана на македонски збор од професор доктор Билјана Перчинкова со наслов Собство и малата македонска библиичка, наречена Среќа, од професорот доктор по психологија Благоја Јанаков. Иако во трилогијата на Ниче Македон, заради личното искуство на авторот, кој не само што несебично го подарува секому, па дури и на непријателите, туку и на убавиот начин како тоа го прави и како тоа прилегнува на срце. Ви го енергизира телото и умот и ве поведува на неповторниот пат на личен раст, кој пак доведува и до пораз на националната и на општо човечката свест, кои ја креираат пак сега не само сегашноста и иднината, туку имаат и сила дури да го коригираат и минатото. Господине Ниче, си дозволувам ова перту на почетокот на нашиот разговор, затоа што го прочитав скоро целокупното ваше творештво и еве повод е последната ваша книга Бог е жив. Оваа книга ми остави силен впечаток, впрочем како и останатите, и ќе проговориме за сите, но претходно имам потреба на своја исповед пред вас. Затоа што како човек кој долго време беше уредник на културна, на научна и која следи издавачката дејност во Македонија, јас ја имав информацијата за книгите, меѓутоа дури ја бев видела и во раците на некои мои пријатели, ама одбегнував да се соочам со вашите книги. Не дека ја подценувам македонската литература, не напротив, јас многу добро ја познавам и сметам дека Македонија има извонредна поезија и проза. Меѓутоа, бидејќи знае во кои области се движите, тоа можам да го видам со помош на техниките за брзо читање.
Не ви дадов за право дека може македонски бренд да биде така добар како останатите светски. А по вашата литература видов дека имаме скоро заедничка домашна библиотека. Ете, на крај, сепак не е случај, нели, ова големо филозофско прашање, дали работите се случај или предестинација, на кој не можеле големите филозофи да дадат одговор, како германските и Кант, сепак требаше токму за Божич вашата книга како птица да слета на мојата дланка и божичните празници да ги поминам со нези со пораката дека Бог е жив. Исповедот тука завршува. Видов дека во вашите книги постојано зборувате за чистење од товарот кој го има поединецот, преку што би дошло до пораси на колективната свест. Па препорачувате многу техники на тоа чистење и јас се надевам дека вие успеавте да победите во голема мера суетата, за која нашите свештени лица при опелото велат дека само земјата може да ја покрие, меѓутоа ќе ми дозволите и одредени критички прашања. Да, се разбира. Ова книга Бог е жив, првата асоциација ми е дека станува збор за нововерско некое четиво. Да. Може би требаше да се направи тука прочистување, но вие го направивте веројатно по, како што велите во самата книга, по според една СМС порака која ви стаса во одреден момент и сватите дека иако велам асоциациите одат на друга страна. Сега ова книга го носи овој наслов затоа што е во диалог со другиот Ниче, оној што го знае европската култура. Какво беше, вие имавте и ваш диалог со него, преку делата негови секако, големиот филозоф Ниче. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата, поздрав до вашите слушатели, ви благодарам на убавиот вовет и прекрасните зборови. Тоа се должи нормално на вашите убави мисли. Па кога би требало да говорам за Фридрих Ниче, не би можел многу да кажам, освен тоа дека е спротивно на она што јас го носам во книгата. И би кажал само една реченица, дека никој во целост не може да знае што е Бог, дури кога одлично би знае што е Бог. Многу е важно што голема маса на луѓе веруваат дека тој е жив и дека тој постои. Во моите книги се приближувам кон најтешкото филозофско прашање со кое се занимавале сите филозофи. Дали постои креатор, планер, создател, како што црквата вели, Господ, Бог. И ако постои, како го создал времето, просторот, енергијата, материјата? Кај е почетокот, има ли крај? Дали има почеток на Вселената? И како таа започнала да постои и дали има крај на Вселената? Ако има крај, што има за тој крај? Зошто е сето ова така прецизно создадено што го гледаме? Интересно е што науката во 20. век потврдува дека Вселената има свој почеток. Тоа претходно, ако некој го кажеше, ќе завршеше како Галилео Галилеј или како Коперник. Но научниците веќе со докази потврдија дека постои почеток на Вселената. Ако навистина постои почеток на Вселената, некој морало да биде пред тој почеток. Некој планер, некој креатор, создател, за да сето тоа го направи. Од друга страна, значи, морало да постои мисла, затоа што се во Вселената е така прецизно. Јас доаѓам до 5000 докази кои потврдуваат дека за се ова што го гледаме да постои, требало да постои една прецизна математика. Ако земеме една скала од 1 до 1000 и само за 0,1 ако поместиме, да речеме азотот и кислородот во воздухот, за неколку минути, 3 до 5 минути, нема ни едно живо суштество да живее на земјата. Како можеше тој сооднос да биде толку точен? Или да речеме во масата во атомот на јадрото, таа е 1386, а ако се намали или ако се зголеми, електроните ќе колабираат и нема да постои атомот. Целата Вселена зависи од атомот. Замислете, од нешто што ние не можеме да го видиме, а всушност го гледаме во подреденоста на сето она што ја создава оваа Вселена и се она што е видливо.
Дали ние сакаме да си признаеме или не, науката со многу голема брзина напредува, јас така го нарекувам, кон мислите на креаторот, на создателот. Ние научно патуваме кон откривање, тој многу суптилно се прикрива. И постепено преку науката ни дозволува да дзирнеме во неговите мисли. И нема многу време да помине во однос на ова со која брзина се движи техниката. И погледнете што се случува во последните 10 години. Со нанотехнологијата. Со нанотехнологијата, со многу други работи. Замислете... Со истражувањата во ЦЕРН. Се комплет, да, во ЦЕРН од... Еден наш македонец таму да го споменеме, Златко. Да, Златко, таму наш македонец работи и е многу признат како стручњак. Експерта беше и на нашите медиуми. Замислете до каде оди технологијата и со која брзина. Ние не можевме да си замислиме во секој дом да имаме компјутер до почетокот на 80-тите години. Сега тоа е незамисливо да го немате компјутерот. До крајот на 90-тите, па и до пред 10 години не можевме да замислиме за тач телефони и компјутери. Сега повторно тоа е незамисливо. Веќе не се произведуваат обичните телефони или тоа е нешто што се движи, техниката се движи, технологијата со многу голема брзина и едноставно кажано, значи ние патуваме кон откривање на она што го нарекуваме суперинтелигенција, креатор, создател, планер или Бог, како сакате наречете го. Еден ден ние ќе откриеме кој сето тоа го создал. Ако имаше храброст науката, како што реков, да потврди во 20. век, дека Вселената има свој почеток, значи наскоро Бог е жив, исто и научниците веќе го тврдат тоа. Да, и научниците веќе го потврдуваат. Ќе ми дозволите сега едно лично прашање, бидејќи самите рековте дека веќе доволно и свесно во вашите книги вие разголивте вашата душа. Велите Бог е жив, има многу слики кои илустрираат одредени свети места кои вие ги посетувате, но се појавувате и како голем познавач на суфи поетите, значи на муслиманската мисла, верска мисла, на источната мисла. Па сега дали се чувствувате православен верник или сте агностик повеќе? Јас сум православен, морам да признам... По традиција или по убедување? Па, по традиција, по семејство, ама не сум бил некој посебен верник, можам да кажам, не сум бил и тежок атеист, но не сум верувал многу се до 97 година, кога ми се има случајно клиничка смрт, премрежје и влегување во еден паралелен свет, каде што видов некои работи и морам да признам дека и потоа, дури јас не верував. Многу од научниците ме принудува, дури можам да употребам збор, ме принудува да оставам запис, затоа што постои една нова наука која се бави токму со оваа проблематика. И јас им велев дека прво јас треба да поверувам, бидејќи јас не верувам во тоа. И потоа следеше едно истражување, 14 години истражување за да ја објавам вистината, поточно вистината за вечноста, книгата, натре една вистина, и затоа книгата се вика Вистината за вечноста, за она што видов. А 16 години ми требаше после тоа да објавам Бог е жив, бидејќи ми беа потребни докази со кои и мораше прво јас да поверувам дека тоа е навистина така, позади мене да застане наука, за потоа да можам да го презентирам тоа на светот. Бидејќи тешко е да се објасни нешто што луѓето немаат слики, затоа што ние размислуваме во слики. Како ние да им објасниме сега, еве, и додека ние, јас и вие говориме, вашите слушатели секој збор го претвараат во слика. Така функционира мозокот, бидејќи тој живее во сегашно време. Секоја буква, една буква и да кажеме, тие прво гледаат слика за да може да ја видат. Јас не можев да говорам за нешто што јас го видов, но ние немаме слики овде за јас да го објаснам. Значи, таа убавина, таа божествена убавина во тој паралелен свет од другата страна. И тоа е навистина тешко, верувајте. Сум читала некои слични исповеди од луѓе родени во друга религија и она што мене лично ме збунува е дека сите велат дека е необично заедничка различноста, како што се различни религиите, односно дека некој будист секогаш го гледа Буда. Еве православниот го гледа Исус Христос Бог.
Прекрасно прашање. Токму за тоа прашање говорам во последната книга Бог е жив. И ние 40% од луѓето што доживуваат клиничка смрт го гледаат својот Бог независно. Дали е ским, дали е будиста, дали е муслиман, дали е православен. Зошто е тоа така? Кога бев во тој паралелен свет и во комуникацијата со Исус Христос постоеше комуникација и поставував прашања. Мисловно ги поставував. Мисловно, телепатски. Јас гледајќи го во очите, значи му поставував прашања, а тој ми одговараше. Замислете, прашањето уште не беше довршено, јас го добивав одговорот. На кој јазик го добивав? Тоа е еден универзален јазик, како што ние разговараме. Таму не можеш да разбереш нешто и да прашаш што значи. Таму е точно конкретно. Едноставно разбираш. Јас во книгата имам напишано, велам, со невидена брзина добивав одговор на секое моје прашање, така да не успева да завршам до крај со прашањето, а веќе го имав одговор. Секој одговор беше чиста вистина, непроменлива, апсолутна и конкретна, токму таква и ни случајно поинаква. Ми навираа прашања, одговорите веќе беа тука. Го погледнав Исус и се стопи во неговиот мир. Неговите вибрации ме обземаа со пријатно чувство. Гледајќи го во очите, забележав дека на се што ќе помислев, тој веднаш ми одговараше, ми даваше одговори преку мислите, без да ја отвори устата, ми беше дозволено да прашам се што сакам и на тоа да добијам одговор за се што ме интересира од настанокот на овој свет, па се до неговиот крај. Многу интересно прашањата кои јас ми ги поставував. Го прашувам што е ова, каде сум, и тој ми одговара во вистината за вечноста, во светот на мислите. И токму затоа и книгата прва кога го објави, тоа се вика Вистината за вечноста. Таму сме во еден свет на мислите. Она што, откако објави книгата Вистината за вечноста, што го објавија двајца научници, еден од Оксфорд и еден од Кембридж, Роджер, и тие објавија една научна теорија 6 месеци откако јас ја објавив книгата. Во буквален смисол како да ја земале книгата и да го препишале сето тоа од мојата книга. Но ние не се познаваме. Интересно е што они тоа го докажуваат преку квантната физика. Тие велат и откритие на 21 век е дека душата постои. Тие велат душата постои. Се наоѓа во главата, во мозокот, во квантни честички, во микротибули. По нашата смрт и свеста продолжува да постои во еден друг паралелен свет. И токму затоа одговорот е дека кога го прашувам мислиш што е ова, каде сум, тој вели во вистината за вечноста, во светот на мислите. И се велам каква е ова бескрајна љубов, безусловна, чиста и неменлива, ми одговара. Како се разбираме со поглед? Очите се вистината, мислата е јазикот. Постои ли овде болка? Болката е погрешна мисла на очекувањето, овде таа не постои. Замислете, ние имаме очекувања во овој физички свет. Не само тоа не боли. Нас друго не боли. Ако немате очекувања... Од таму доаѓаат разочарувањата. Токму така. Најпрво од желбата, она што е многу кажано, да се поседува желба, а потоа од очекувањата. Кога немате безусловна љубов е одговорот на тоа го има. Безболен живот. И тоа ми го одговара. Исус, велам, зашто не се плашам? Стравот е илузија, го има само во тој свет, но не и во овој. Замислете, науката вели дека 92% од стравот е наша илузија. И ние така го замислуваме. И затоа постојат луѓе со такви фобии. Фобии од кои некој дури му е смешно што друг се плаши. Телото ми беше прозирно, немаше органи. Само бев со наметка, да, како астрално тело, згусната материја. И велам, зашто е прозирно? Вели, тоа е фина материја без органи во која се наоѓаат информациите од минатото. И го прашам, до кога ќе постојат информациите? Вечни се во овој свет. И му велам, кој сум јас? Ми вели, ти си она што е после јас сум. Му велам, јас сум умрен? Физички да, духовно не. Значи, ние не умираме. Нашиот заеднички пријател од Штип, Донски, кој направи книга за токму така, Донски... клиничката смрт. Па најпрво таа книга прочитав и јас бев шокиран кога прочитав се ја што видов во тој паралелен свет, а претходно не читав таква литература. Се тоа го најдов во книгата, не можев да верувам како јас да сум ја пишувал книгата. И сега ова е најважното за кое ми поставивте прашање. Поточно прво ова ќе ви кажам, го прашувам Исус, му велам, ти си она што го гледам, и тој ми одговара, сум. И јас сум тоа што ти сакаш да го видиш. И доаѓаме до вашето прашање. И бидејќи јас сум христијанин, православен, јас во црквите го имам гледано Исус онака како што го гледам. И ние кога заминуваме во тој матичен свет, ние ги гледаме работите онака како што ги гледаме. Како што сме ги виделе поточно. Еве јас сега денеска Значи понесуваме некоја информација од овоземниот свет. Точно. Јас ве гледам вака како што се и јас знам дека Гордица
е незиниот лик таков. И веќе таа информација како слика во мозокот, она што ви реков, размислуваме во слика, постои. И затоа Исус ми одговара, јас сум тоа што ти сакаш да го видиш. Јас сакам да го видам Исус, таа е некоја суперинтелигенција, можеби, што нема лик, но јас го гледам така. Ако јас бев муслиман, ќе го видев нивниот Бог. Ако бев будиста, ќе го видев Буда. Ако сум еским, ќе го видев... Значи ли тоа дека во тој паралелен свет исто има граници? На муслимани, православни? Не, таму нема. Интересно е таму што нема граници. Постои само еден Бог, универзален Бог. И ова ви тврдам, бидејќи јас тоа сето го видов. Постои само еден Бог, а секој го гледа она што претходно го има како убедување и што му останало информацијата во неговата подсвест, поточно во тие квантни честички, во микротибулите во епифизата, кај што кога се двоиме од телото, нашето физичко тело, кога умираме, и продолжуваат да постојат негде во универзумот. Таткото на Исус, тој нема лик. Бидејќи ние не можеме да го видиме. Никој досега го нема видено ликот на вистинскиот Бог. Тоа е само една толку убава светлина, но бидејќи јас имав сликата од земјата за заоѓање на сонцето, и јас гледав дека заоѓа сонце. Но тоа сонце постојано стоеше на исто место и толку убаво светеше, што едноставно такви убави чувства видат. И морници ми дадат кога помислам колку е убаво тоа сонце, а всушност тоа не било сонце. Таа е светлина, таа е таа суперинтелигенција која ние нарекуваме Бог. Малдивите е едно од вашите омилени места кај што ја регенерирате вашата енергија, и Малдивите каде што дури стаса да отиде една ваша читателка. Благодарение на вас. Еве ја ги поврзувам овие две работи, значи веќе имаме теорија и практика и примена. Да. Да, интересно е тоа што една докторка... Ќе читаме малку, не одиме со ред, одиме и претходните книги и новата, и реков дека ве познавам, барем мислам дека доста добро ве запознав, и ве ми дозволува, бидејќи ги споменавте Малдивите, не знам дали ќе стасаме да се навратиме. Да, кратко само, значи јас еднаш има појден на Малдивите, специјално појдов за едно истражување, си понесов поприлично книги, 25 дена бев таму, и токму книгите за изгубениот континент, Акаша хроника, изгубена историја и некои други работи, други книги ги имам читано на Малдивите. Интересно е, ме поврзува со Малдивите токму таа докторка која јас лично не ја познавам преку Facebook и преку комуницираме преку интернет. Таа го користела методот, техника за креирање на позитивна енергија, наноничен метод, и со тоа го добила она што го посакува. На вистина заминала во Малдиви и таа се јави оттаму и ми пиша на мејл, беше воодушевена како можело токму тоа што го посакувала да се случи. Всушност, на сите ни се случува тоа што ние го сакаме, бидејќи ова е свет на мисли. Секој од нас... Или од што најмногу се плашиме. Точно. Значи, така ние привлекуваме... Така се случува она што најмногу го сакате или најмногу од што најмногу се со две емоции, значи привлекуваме или со страв или со љубов. Секој од вашите слушатели во моментов и од мене и од вас, значи сите ние сме се она што се нашите претходни мисли. Ние го привлекуваме она што ние го мислиме. Токму и затоа ова кога јас го прашувам Исус, тој ми одговара: кај сум јас, вели, во светот на мислите. Тоа е свет на мислите кој ние го креираме, ние сме креатори. Вие доста ги подкрепувате вашите интуитивни и лични искуства со она што науката успеала на одредени полиња да дојде до сознание, па така велите дека ми се чини, сега ќе ме поправите ако не сум го запаметила, тој сооднос на негативната и позитивна енергија некаде дека е 80 во корист на негативната, за жал, и дека постојано треба да ги контролираме мислите. Да, токму така убаво кажавте, така значи беше, точно е, 80%. Сега морам да кажам кратко, сама по себе позитивната енергија и негативната енергија не постојат во просторот. Тоа се нашите мисли. Мисли, добро. И ние ја креираме, дали е тоа позитивна или негативна енергија, енергијата е праволиниски, само енергија. Ние на што мислиме, тоа и го креираме. Интересно е што тој создател, креатор, и направил еден систем кај што ние дневно имаме околу 100.000 мисли, од кои 80% се негативни. Зошто е тоа така, не може никој да разбере. Затоа што каде и да сме на земјината топка, секогаш чувствуваме дека нешто ни недостига. Што и да имаме, ние постојано сме во копнеж за нешто друго.
чиниш дека требата кај соседот е позелена од нашата во дворот. Нешто што многу чудно се случува во нашиот мисловен процес. И токму затоа, од 100.000 мисли, ние имаме 80% негативни мисли и само 20% позитивни. Ние сме создадени да имаме контрола над мисловниот процес, кој ќе го намалиме тој процент на мисли. И кога ќе дојдеме до, да речеме, 50 со 50%, тогаш влегуваме во еден друг свет. Сваќаме дека се она што нас ни се случува е последица на нашите мисли. И во тој момент сваќаме дека само онаа изрека што вели само простакот ги обвинува другите, благородниот човек се обвинува себе си за се она што нас ни се случува. Е наша вина. Поточно, ние сме иницијатори за да ни се случи сето тоа. Односно, одите и понатаму со тоа што треба да си простиме и себе си, покрај простувањето на другите. Да, тоа е само еден чекор во пораста на свеста, да речеме, кај што се залагате дека порастот на индивидуалната свест ќе допринесе до пораст на колективната свест. Апсолутно, тоа е чистење. Простувањето е чистење од негативната енергија која ние сме ја креирале во нашиот ум. И најсебична работа во овој универзум е да го сакате непријателот и да му простите на оној кој не ве сака. Ќе повторам за да не помислат нашите слушатели дека сум сгрешил. Не сте сгрешили. Значи, најсебична работа. Зошто е тоа така? Кога вие му мислите, и Светото писмо го вели, љуби го непријател, вие кога му мислите добро на вашиот непријател и на оној кој ве обезличил, ве навредил, ве повредил, ве удрил, и вие тогаш се ослободувате од негативните мисли, бидејќи подсвеста, мозокот наш, го разбира тоа дека ние го мислиме за себе, тогаш ни се случуваат многу убави работи. А луѓето не можат да разберат дека тоа е само ослободување од креирање на негативна енергија. И ние мораме да го љубиме непријател како и Светото писмо што вели. Да помогнеме на патот на секој што не слуша, на неговиот пат на личен развој, на пораст на свеста. Дори за здравје. Ова е многу битно за здравје. Значи, 80 колку што мисли имате негативни, толку и болест. 80% од мислите што се негативни, 80% од болестите се на психосоматска основа. Сите тоа го тврдат, ама ретко кој тоа го применува во медицината, за жал. И науката тоа го потврдува. Освен хомеопатијата, например, кај што е холистичкиот пристап, нели? Да, физички повреди или нешто било што вродено, тоа е веќе друга работа, но на психосоматска основа... Дури физичките повреди, не е случајно, па тоа и Фројд го кажуваше дека нема случајни грешки, нели? Сите тоа го тврдат, меѓутоа ретко кој тргал да го искорени проблемот, сите одат во лекување, барем ова што сега се нарекува примерна медицина, оди во тоа да ги лекува последиците, а не причините. Имаме, реков, заедничка лектира на тоа поле ми се чини во науката, најдалеко е поиден на Луиза Хеј. Тоа и вие споменувате. Да. Па она точно, ја не знам како дојде до тоа фантастично поврзување на одредени болести со одредени лоши мисли. И тоа е токму така, и моите истражувања доведува, правев анализа и испитување на низината книга како да го излечите вашиот живот. Јас дојдов до заклучок дека на вистина одредени болести се токму од тие мисли. Холестеролот, например, вели потекнува од затварање на каналите на радоста или артритисот од преголемата критичност. И ние мораме да сватиме дека ние мораме да се очистиме од тие негативни мисли, се искушенија. Сепак, ако и немаме тие искушенија, ако ги немаме тие луѓе што ние мислиме дека ни се непријатели, не можеме да раснеме, затоа што сите големи царства пропаднале кога немале искушенија. Добро е што вие го објавивте и посебно вашиот нанониче метод, кај што меѓу другото препорачуваат и одредени техники за тоа чистење. Кажете ми, Силва метод, колку го сметате за меродавен, исто така допринесува во оваа креација на визуализирање и на чистење? Сличноста е многу блиска со Силва метод, но јас, бидејќи ова го применував од мои 16 години... Кога не знаевте за Силва? Да, кога не знаев за Силва, си реков, ако Силва, значи самиот Силва, ако го измислил тој метод, зошто јас да не објавам метод кој е многу побрз од Силва метод? Само за 7 дена да креирате вие позитивна енергија. Во мојата прва книга, значи јас тоа го нареков нанодианетика, а тоа е поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Но кога книгата требаше да излезе во Америка, ме советува од издавачката куќа од Дорис Пебнешинко од Питсбург да одам со еден оригинален назив и ми рекоа, вашето име Ниче означува ни
бесконечно са че енергија. Ако додадете на тоа нано-ниче метод, тоа е нешто фасцинантно како можеше да се погоди. Тоа е идеално за да изфрлите на виделина еден нов метод. На почетокот бев скептик затоа што никош не сум сакал име на фирма или име на метод да го носи моето име, но кога подобро размислив, сватив дека навистина то така се погодило, моето вистинско име е навистина Ниче. Дали навистина ве крстеа според филозофот Ниче? Да, според Фридрих Ниче сум крстен, татко ми така сакал, требало да бидам. Колку го познавал во вистинска смисла Ниче? Па имал... Или му бил авторитет само повеќе? Па повеќе можеби авторитет, има читано нешто малку за него и му бил авторитет. Не верувам ако го знае колку ја што го знам дека би ми го дал тоа име. Не, ама не е случајно, видите, ви имате жив диалог со него. Точно, токму така, да. Требало да се случи. И сега, тука е една моја забелешка, ако ми дозволите, во поглед на таа користена литература. Постои една наука која се вика интертекстуалност и има добри корени во Македонија, добра примена, па таа обврзува на позаименото да се секогаш цитира или барем да се укаже на тоа дека е парафразирано. Вие од таа голема светска библиотека на книги за така наречена самопомош споменувате дел во вашата користена литература, ама ми се чини дека ќе беше малку почесно ако упатевте секогаш и од каде поземувате. Да, негде... Не дозволувате во... Точно, во право сте. Значи, негде, ако се работи за некоја изрука, за да не се изгуби, да речеме во последната книга, од конверзијата со личностите во книгата, велам како што рекле мудрите. Да, добро. И сега тоа е добро. Да, и сега не објаснувам. Забележав тука или можеби во моментот не можете да се сетите од каде. Да, или во моментот кога пишувам не може да се точно. Тоа е веќе нешто, меѓутоа е тешко кога ќе препознаете цела една техника, на пример како што е креативна визуализација од Шакти Гавен. А Гавен ја нема споменато во книгата, тогаш мене тоа ми пречи, на пример. Интересна работа. Јас знаете, многу е чудно што откако ја напишав првата книга, многу луѓе ме прашаа за одредени книги дали си ги читал. Јас тие книги не сум ги читал. Може тоа, да. И јас бев коинциденција. Значи шокиран кога ми кажа прочите ќе се изненадиш. Дури син ми ме за шарма ме праша дали си го читал, калугераше го продаде своето Ферари. Вика, татко ми прочитай да видиш. Може. Јас кога прочитав, си велам, значи човеков не е исто, но идентично на она што го кажувам. Сега тргам од еден заклучок за тоа што јас пишувам популарна аналитичка психологија. Сепак тоа е една гранка кај што кај да се вртите, вие ќе допрете до одреден дел. Како што архитектата кога говори и употребува такви зборови, или инженерот, машинскиот инженер, или електроинженерот, некој во одредена област, така и во психологијата. Дали ние сакале или не, кога пишуваме ваква литература, значи ние допираме до нешто во таа игра на зборови кај што има сличности. Во тие 1200-300 страници јас што сум ги напишал, сакал или не, јас несвесно допирам до одредени работи. И нигде нема нешто да сум го земал и да сум го препишал и да го има истото, дури и една реченица, но се случува негде да допрам до, со одреден процент да допрам до нечии мисли. И јас се прашував и зошто би било тоа така. Ако е навистина точно она што јас го тврдам, дека ние сме едно цело и дека мислите патуваат во универзумот, значи ние одредени мисли доловуваме. Тоа ќе ви го објаснам на многу едноставен начин. Последниве 20 години научниците во Германија беа фасцинирани од многу интересно нешто. Доаѓаат одредени иноватори да патентираат одреден патент и сега го патентираат, да речеме, го патентира во среда, веќе во четврток доаѓа друг или на другиот крај на планетата, на друг континент, сака да го патентира истиот патент. И мислите патуваат, имаат моќ да патуваат, имаат енергија. Точно и затоа енцелофалографот ја мери таа енергија, го открива движењето на мислата. И мислата има енергија. Токму и затоа велам ние кога умираме, и мислите се двојат, енергијата, интелигенцијата, и тие продолжуваат негде да постојат во универзумот. И ние можеме да се поврзуваме, малце чудно ќе звучи, да речеме и со мислите на Никола Тесла или со некој врвен научник. Бидејќи таа негова енергија, ако е точно дека ние сме бесмртни, таа обстојува негде во универзумот. Само треба да најдеме клучот, како да се поврземе. А клучот е нашата душа која се отвара само однатре.
Но ние се уште сме како деца од градинка на многу ниско ниво. Ние не можеме да ги осознаеме мислите на Создателот со таа брзина, бидејќи ние растеме. Првата ваша значена објава, најголемата вистинска тајна на светот, потоа вистината за вечност, значи два пати имаме вистина, и третата сега Бог е жив, тоа е трилогија. И сега ќе ми дозволите уште еднаш малку критичко прашање, но со добра мисла секако. Инсистирате на тоа дека не треба да се чита најновата книга доколку не се прочитаат и претходните две. Дали не станува збор малку и за маркетиншки трик, бидејќи сте економиста, меѓу другото? Па не станува, ќе ви кажам зошто морам да бидам искрен, бидејќи јас имам многу добар бизнис, што не зависам од книгите, книгите пишувам со многу љубов. Во последнава книга го велам, добронамерно ви сугерирам, доколку не сте ги прочитале книгите Најголемата вистинска тајна на светот и Вистината за вечноста, не започнувајте да ја читате оваа книга. Бог е жив. Книгите имаат доследен континуитет и доколку го немате во вашата визија, ќе влезете во еден посложен лавиринт кој ќе ви создаде конфузија, од која со голем напор може би се ослободиле, но со одредени несакани последици, добивајќи искривена слика за она што го принесувам како една голема вистина. Се она што јас го кажам во Бог е жив, јас сум го кажал уште пред 5 години во првата книга. И на многу софистициран начин, со многу софизми, и на некој начин шифрирано. И сега одеднаш го разоткривам. Ја разголувам душата пред моите читатели со тоа што ги дешифрирам тие пораки од пред 5 години. И оно што чита се изненадува што јас тоа всушност и сум го кажал пред 5 години во првата книга. Но бидејќи е софизам, секој може да го тумачи како што сака и како што Светото писмо секој може да го тумачи на различен начин. И токму и затоа оваа напомена, бидејќи многу погрешно може да се свати една вистина. Вие да објавите книга во комуникација со Исус Христос во еден паралелен свет и некој да прочита најпрво таа книга, тоа ќе го шокира. Ќе рече или јас сум луд што читам, или тој што пишува е луд на некој начин. Да се држиме уште во трилогијата, кај што јас како новинар ќе се движам меѓу две опонентни прашања, констатации, дека имате една огромна несебичност, односно за секоја тема за која говорите, несебично ја споделувате секоја информација и препорачувате линк за запознавање подлабоко. Сепак ова е трилогија кај што се е поврзано како атомите во едно ткиво, во молекулите. Значи јас методот го одвоив затоа што може методот да се одвои и многу едноставен. Дали си ги читал книгите или не, методот може да го примени секој. Само 2 страни дневно треба да читаш, 2 до 5 страни и да примениш една техника за 7 дена со која може да ги добиеш сите убавини на светов, за која по кој сите ние копнееме. Но да се работи, како и што рековте, за една трилогија кај што се е така испреплетено, еден затворен круг како кога змијата си ја јадел по пашката. И една бесконечност. Како и да се вртите, повторно доаѓате до крајот. И токму затоа во насловите, значи насловот, првиот наслов кој го пишувам, велам вовед на крајот од почетокот на постојаната бесконечност. Една реченица кај што треба добро да размислите што е кажано. Буквално како еден затворен круг. Кога ќе прочитате тите книги, и се ви станува потполно јасно. Веќе потоа јас немам што да кажам, се сум кажал. Јас немам чувство дека се сте кажали. Да, добро, не смеам се уште се да кажам. Треба науката да потврди. Така. Споменувате и веќе во разговорот и во книгите споменавте и постојано се навраќате на таа ваша клиничка смрт, што секако е такво искуство кое тешко го собира во една книга. И кажувате дека долго време ви требаше додека таа вистина да ја ставите во книга. Што беше тоа што кога го добивте тој клик дека е моментот да го објавите? Тоа го објаснам сега во оваа книга. 2010. Знам, рековте 33 години, па однапред си рековте на 44. Ова ќе го направам. Во тој дел мислите? Да. Добро, и во тој дел и почетокот на 16 години започнав да пишувам, но едноставно сватив дека јас се уште сум во тоа време, значи како адолесцент, сум несозрен за да напишам нешто кое мене би ме воодушевило за да може некој да го воодушеви.
И моето дело заврши едноставно го фрли во ќумбе и го изгорев. И реков, кога имам 44 години, тогаш ќе ја напишам најдобрата книга. Едноставно така сум се програмирал. А за како одлучив ова да го објавам со клиничката смрт, значи 97 доживеав нешто, влегување во еден паралелен свет, нешто што е непоимливо. Значи присуствував на мојот погреб, нешто што не смеев да говорам 14 години. И едноставно можам да кажам дека претходно бев повеќе атеист отколку теист. Водев еден инат со Создателот, со Креаторот. Тој како да велеше кажи, а јас упорно не сакав да кажам. И 2010-та појдов повторно во Германија, ова со клиничката смрт се случи 97 во Германија, и повторно појдов 2010 година, после 13 години во Германија, и се случи нешто многу чудно. При трансплантација на мојот хранопровод, значи тој се отвори, добив сепса, моето тело се распајаше, 52 дена пиев само вода, бев во многу тешки искушенија и докторите веќе дигнаа раце. И тогаш мојата сопруга ми пушти една песна, вели да ме развесели. Како и тогаш во зборовите јас препознав дека тој Создател, тој Креатор ми вели: ќе станеш, ќе се вратиш во Македонија и ќе ја напишеш вистината за вечноста. Ќе го кажеш тоа што го виде. И затоа и во книгата јас кога пишувам велам, јаснувам дека можеби луѓето ќе се подсмеваат. Ама вие успеавте да ја измамите смртта. Да, јас успеав да измамам на многу чуден начин и во таа болница, значи во Хамбург, во една од најпрестижните болници во Германија, значи останав како медицински феномен, бидејќи луѓе што им се случило тоа не излеви од таа болница и по 7 месеци лежеле. А јас им кажав, тоа беше понеделник, дека во среда ќе го спојам хранопроводот и ќе си одам за Македонија. Тие беа шокирани, мислеа дека нешто се случува со мене, едноставно сакаат со психијатар да ме третираат. Беа шокирани кога во средата им реков до 12 часот ќе го спојам и ќе се вратам во Македонија. Тие беа шокирани, потоа ме прашуваа, јас им кажав дека долги години работам со астрална проекција и дека можеме ние сите да влегуваме во материјата и да споиме материјата. И едноставно ми рекоа, да, кажи го методот, бидејќи имаме тука многу луѓе на кои треба да им помогнеме. Да, отворени за разлика од нашата медицина овдешна. Да, бидејќи замислете хранопроводот има многу слаба циркулација на крв, има 4 слоја и тој не можеш да го третираш, значи ни надворешно, ни внатрешно, ни со мас, ни со инекции. Единствено помоше она што велиме Бога. И некоја енергија која за нас е непозната да го спои тоа. Бидејќи за 52 дена зараснаа само 2 мм, а уште 24 требаше и одеднаш преку ноќ се спои тоа. Луѓето беа шокирани. Откривате тука дека во најновата книга дека и одредени групни молитви од овде од Македонија Точно. коинцидирале со вашата убеденост. Да, имаше група на луѓе за кои јас не знаев, а они се молеле за мене. И пријател ми беше Константин Кајшаров Тино и неговата група се молела 2 пати дневно за мене со име. Се случи едно чудо. Да. Едноставно се случи чудо. Односно нема чуда, има Господ. Така, значи останав како медицински феномен во таа болница и остана записи кои не можеа да го објаснат тоа медицински. Како е можно тоа да се случи за една ноќ? Но пак ќе рече, ние имаме огромна моќ. Јас ја знаев таа моќ, бидејќи се е во креација на нашите мисли. Претходно, значи долги години, јас имав обука која не ја правев за ова, за да го направам. Туку за да откриам до кај може умот да оди, до кај можеме ние да патуваме со мислите. Ние немаме ограничување. Дадено ни е најдемократското право во универзумот. Ако постои, а постои Создател и Креатор и Бог, тој ни го дал најдемократското право. Со една реченица, биди што сакаш. И ние сме она што ние сакаме. Ако сакаш да живееш, ти можеш да живееш и да ја измамиш смртта. Кога смртта ќе види колку цврсто се држиш за животот, таа ќе те остави да ги завршиш незавршените работи. И огромна е нашата моќ. Огромна. Ние не сме ни свесни дека можеме од последна фаза на рак да се вадиме. Имам луѓе кои што, неблагодарно е да кажам, потоа имам многу јавувања. Значи, луѓе кои се во 5-ти стадиум на рак, кои прочитале првата книга и едноставно без да ме запознаат се извадиле од таа критична состојба. И еден и овде во Македонија, кај нас во Скопје, еден врвен политичар, познат, јавна личност. И само со читањето на книгата ме викна потоа откако се излекувал, ме викна, вели, ги шокирав докторите. Ја преминував техниката, афирмациите кои ти си ги напишал
И тие ми кажаа дека имам само уште 1 месец, кога појдов, после 1 месец, кога видеа дека извршена е. Дека е даден духот. Да, они мислеа, вели, се чудеа како, и јас сум направил регенерација, ме прашуваа што сум пиел. Јас сум кажал ништо, само читав оваа книга и постапував онака како што напишал авторот. Тој извршил регенерација. Зошто е тоа така? Затоа што нашиот мозок е најмоќната фармацевска фабрика во универзумот. Може да го произведе секој лек. Кога имаме незавршени работи, ние продолжуваме да живееме. Многу едноставна е техниката. Така. Треба да се врземе за тие работи. 97 година, кога јас паднав во кома и останав 6 дена, се пробудив 7-миот, и моите ги имаат известено дека не постојат шанси, 99,9% јас ќе умрам, но едноставно срцето не откажуваше, а тоа беше пред пукање. И органите откажаа, ми извадија слезина третина од плуќа, да не набројам медијастини добив. Значи нешто страшно, температура 40 и над 41, притисок над 200. Тоа беше непоимливо во тие моменти и тие ги известиле. Јас кога се пробудив, кој се не дојде во болницата да види како можеше човеков да стане? А јас имав 33 години, бев спортиста, многу јак. И едноставно се чувствував многу јак, затоа што претходно имав многу јаки тренинзи. Срцето не пукна, не откажа. Кога се пробудив, тоа беше непоимливо за сите. Исто и тоа се случи во Дизелдорф и таму останав како медицински феномен. Многу чудно нешто кај што, верувајте, сите доктори дојдоа да видат со своји очи, да се уверат дека пациентот се пробудил. Ороними, хидроними, топоними, имиња на луѓе, настани, биографско, документарно, јас би додала оно што не забележав дека е запишано, онтолошко дело. Е вашето. Што не именувате или не ви е дозволено да го именувате? И во последното дело не именувам неколку личности кои во позитивна смисла објаснувам за нив, но сепак тие се јавни личности Председателот кој е голем верник, кои не можат да посведочат, бидејќи веќе го напуштиле овој физички свет. Може да посведочат само вашите камери од македонската телевизија пред кој тој го има озвучено тоа. И само тоа може да посведочи, а сепак не сакав да одам предалеку и да се објаснувам, значи, зошто е тоа така, и не дај Боже да треба, не верувам дека некој би ме тужел за тоа, но сепак требаше да објаснувам зошто е така и да копаме по архивите за да откриваме докази. Морам само ова, бидејќи зборивме за клиничката смрт, да ви кажам, сега ме инициирав да ви кажам нешто. Во втората книга во вистината за вечноста објаснувам за плацебо ефект на еден мој близок пријател. 4 директори на клиники од државната болница кажа дека тој веќе е мртов, 99%. И ги известија неговите родители, бидејќи органите му откажаа. Но во тоа време, значи, вршев испитување на плацебо ефект до кај можеме ние да одиме влијајќи со сугестија, ако тој ја прифати како автосугестија, и ја прашав професорката дали него мозокот му функционира и дали тој ќе разбере што му кажувам, и таа ми потврди. И ја замолив да ме пушти да пробам. Многу битно беше, а бев сигурен дека можам тоа да го направам. Значи, му направам плацебо ефект со тоа што му кажав само една реченица, му велам, твоите синови се со мене, ти мораш да повторуваш, јас морам да живеам за моите деца. Мораше да го врзам со нешто во физичкиот свет. И го прашав, значи, климни ми, бидејќи он не можеше да збориш, дали ме разбра? Да, ме разбра, му повторив уште 2 пати и јас заминав. По 3 дена немаше никаква реакција, по 3 дена почна нагло да се подобрува состојбата на пациентот. За 15 дена него го пушти од болница. Беа сите изненадени. Тоа не е благодарение на мене, туку на неговите мисли, на креацијата што е во неговиот ум. И ние можеме да влијаеме со плацебо ефект на луѓе кои се во многу тешка состојба. Ако тие нашата сугестија прифатат како автосугестија, и ние имаме огромна моќ. Така, само за жал со, како вели нашиот народ, можеш да му одземеш на човек со сила, со сила не можеш да му дадеш. И светите писма договорат. Многу несебично го пишувате вашето искуство, се разголувате себе си, својот живот, меѓутоа вистината ќе допре до оние кои се на одредено ниво, кои имаат одредена мисија, ќе си ја препознаат и ќе успеат да ја измамат смртта. Неслучајно се вели, значи светите писма и Куранот и Библијата вели може да му се помогне само на оној кој сака, но никош на оној кој не сака. Да.
Тоа е природен закон. Не можеш да му помогнеш на оној кој не сака. На кој е заспан. Токму така. Будење има и такво име на книга на Анджела Демело. Да, одделено. Будењето според вас вие се обидувате да ги разбудите поединците, но велите дека сме и заспана нација долго време. Па, заспана нација, да. На некој начин, но заспани се сите луѓе на земјината тоа. Односно, поточно можеби индоктринирани. Да, индоктринирани, бидејќи 60 години... Контаминирани. Така. Ако некој ве програмира 60 години, не очекувајте дека таа програма многу едноставно ќе се избрише и ќе се пренаси. И мора свесно да направите бришење со автосугестија на таа програма со која некој свесно ве програмирал. А сега медиумите имаат огромна моќ и манипулација во колективната свест, за да може да бидете манипулирани. И сега, значи, вие мислите дека работите за вашиот работодавач. Тој мисли дека работи за даночната управа. Даночната управа мисли дека работи за председателот или за премиерот. Не е битно. А на крај сваќате дека, кога ќе разберете, сваќате дека сите ние работиме за неколку фамилии. И манипулација во колективната свест. Едноставно тоа ќе го кажам. Значи, ви наметнуваат дека постои свински грип, владата мора да купи вакцини за свински грип. Дури и ако не купи, се вршат такви притисоци што до пуч на владата именување на легален начин на влада. Значи тоа е манипулација. И на крајот што се открива? Дека тоа е на Рокфелер и на фамилијата на Рокфелер, значи фабриката која инкасираше 47 милиарди долари по основ на вакцините кои ги произведуваше за свинскиот грип. Што се случува преку материјалното? Манипулација на колективната свест. Значи се е врзано преку материјалното. Духовното е запоставено. Замислите во овој момент, ако вие ги дознаете мислите на Создателот, на Креаторот и сватите дека ние сме бесмртни. Материјалното ќе се сруши како кула од карти. Веќе никој нема да трча по материјално. Зошто? Значи, секој ќе помогне на оној кој знае дека му е попотребно. Во моментов колку луѓе во Македонија легнуваат навечер, колку деца гладни. Немаат една чаша млеко да се напијат. Многу луѓе, верувајте, гладни умираат. Тоа е состојба на некој начин, па и директно предизвикана од манипулацијата на неколку фамилии кои манипулираат со нашата колективна свест. Ние како луди трчаме по материјалното и никогаш не гледаме да помогнеме на оние на кои им е потребна помош. А фрламе храна. Значи можеме да изедеме од едно парче леб кој што ни дозволува апетитот, другото парче од лебот е на некој друг. И јас, дружејќи се со шамани, со монаси, научив дека човек некогаш е среќен само со неколку зрна жито што ќе ги стави во својот желудец и со водата која ги налева. Но тоа само до одреден степен кога вие сте на едно повисоко ниво на свест. Јогините знаат да живеат од прана. Точно, од прана, од гледање во сонце. Но овде се работи за нешто друго. Кај што ти треба прво да го научиш на тоа духовно ниво, за тој може да обстане со толку малку храна. Бидејќи кога немаш колку повеќе немаш, толку повеќе ти се јаде, тоа е природен закон. Кога нешто бега од тебе, ти се повеќе трчаш по него. И се случува да ти едноставно ставиш вишок на килограми, а немаш. И се гледате некој е сиромав, а ставил вишок на килограми. Бидејќи постојано е гладен. Чувството, манипулацијата ја прави неговиот мозок. Психолошка гладета. Да, бидејќи постојано му лачат шлездите. Македонско радио. Радио Скопје. Беседа за македонскиот ДАП. Во енциклопедиите ДАБот е заведен со потекло и постоење во Македонија. Тој има долги ливчиња, збиени во китка, назабени до 16 рецки, обсипани со желади и е најдолговечното македонско живо дрво кое сјае по сите македонски планини. Македонците го почитувале како свето дрво. Тоа е оној ДАП со својство на предскажување на иднината и судбината пред важни напади.
Кога Филип ја сретнал Олимпија на самотрачките мистерии со жените бахатки од Македонија, посакал веднаш да и прииде. Високото свештенство го посоветувало да појде во Додона и да побара предвидување. Волшебството на дабот, според шушкањето на листовите, ја одобрило женитбата. Светите дабови ливчиња ја закитиле свадбената кола на царот Филип и Олимпија со благослов. Описот на Филиповата свадба останал забележан во македонската традиција. Напред, на коњи, топотеле царските сватовија, по нив се движеле воловски коли со дарови, што Олимпија ги подготвувала уште од малечка, заедно со другите принцеси. Кога македонците ја донеле во пела невестата, сите биле богато накитени, весели, распеани и разиграни како што доликувало на царска свадба. Такви прослави се одржувале и кога Филип се враќал со фалангата со победи од битките, по победите од олимписките надпревари, среќата кога се родил Александар, кога со денови славеле сите македонци во палатите, во театрите и по полињата низ цела Македонија. Како благодарност се саделе дабови за долговечност и среќа на сите македонски планини со длабоки корени, така да и денеска имаме стари дабови и по 600 години кои не потсетуваат на вечноста на Македонија и македонците. Обожувањето на дабот има уште постари корени кај сите македонски племиња. На кралот Пелије од Јолк, дабот му предскажал дека ќе биде убиен од млад човек со една сандала. Тоа бил Јасон што дошол да му го преземе престолот на татко му. Пелије се согласил да му го даде царството ако го донесе златното руно од Калхида. Јасон ги собрал сите пријатели и божества за да го направи бродот за аргонаутите. Тука биле и Херакле, Орфеј, Кастор и Полидевк, близнаците синови на Аполон и други на Бореја, пророци и мајстори, вкупно 54 души. На крмата на бродот вградиле гранка од дабот од Додона да ги предупредува за сите опасности. Најпосле, аргонаутите стигнале во Калхида кај Ајсеп, кој им поставил уште потешки услови за борба. Јасон ја добил помошта од кралската ќерка Медеја, заедно го однеле златното руно во Јол и го добиле престолот со сите херојства покажани по опасните патишта на правдата. Македонскиот даб, како свето и моќно дрво, низ пророштвата ги крепи сите потфати на македонците. Во гробницата на Филип, златните круни со листови и желади ни ја предскажуваат приврзаноста на македонците кон дабот. Постојат уште многу примери. На плоштадот во Скопје, околу водоскокот на славниот македонски воин Александар, поставени се ленти од дабови лисја, што ги чуваат скулптури на лавови и палангисти со сариси. Споменот на дабот се одржал до денеска. На Бадник, секоја година од црквата се носи дома дабово гранче за здравје и се заштитува вратата на секој дом каде што живеат македонци. Го почитуваме македонскиот даб и веруваме во таа заштита, изразена како традиција. Беседа за македонскиот даб. Ангелина Маркус, професор по филозофија и автор на 30 издадени дела за античка Македонија. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, на музеичната програма во живо Радио Спектар, блокот за проектот Бог ја благословува Македонија го започнавме со уметничка интерпретација на спикерот на Македонското радио, Анета Трпевска, и ќе го завршиме со неа, но со оној неформален дел, додека ги прелистуваше текстовите,
Избор од најновата книга на Ниче Димовски Македон, Бог е жив. Сакавме да ви принесеме само колку овие книги се енергизирани и колку будат позитивни емоции, просветлуваат, затоа што Бог ја благословува Македонија. Почитувани слушатели, во екипата на програмата Слушајте радио, дежурни беа колегата Илчо Серафимовски, одговорен за техничкиот квалитет, главна режија Зоран Митковски, додека во снимањето и оформувањето на прилозите учествуваа спикер Анета Трпевска, снимател Бесим Кека и Борче Трагачевски, уредник и водител Гордица Величковска.